Добар ден, почитувани. И овој понеделник го следите магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Цуцлата е речиси неизоставен дел од бебешката опрема. Кога и дали воопшто да му се понуди на бебето? Има многу дилеми поврзани со оваа тема, која што денеска ќе обработиме со доктор Александар Сајковски, педијатар. Останете на Телма и дознате ги сите дилеми поврзани со оваа тема. Кога и дали воопшто да му се понуди цуцла на бебето? Може ли да се смири бебешкиот плач без цуцла? Кои се предностите, но и негативните страни од користењето цуцла и кој е најдобриот начин за бебето да се одвикне од незиното користење? Дел од бебињата не цицаат, се хранат со адаптирано млеко со помош на шише со цуцла. Смее ли бебето да го испие млекото во кревет додека лежи? Мајките кои го одбиваат бебето од ноќните подои обично навечер му нудат шише со млеко или сок. Дали е тоа добра стратегија? Имаме бројни дилеми кои ќе ни ги разреши денешниот гостин, професор доктор Александар Сајковски, педијатар во Аџибадем Систина. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов. Поздрав до вашите гледачи. Благодарам за поканата. Се надевам дека ќе дадеме одговор. Да, имаме навистина актуелна, секогаш актуелна тема. Цуцлата е секогаш актуелна. И многу родители сметаат дека тоа е единствениот начин со кој што може да го смират плачот кај бебето. Дали се во право, дали цуцлата секогаш е нивниот најдобар сојузник и зошто бебињата најчесто плачат? Не знам дали да почнам ова, знаете како, ние живееме во модерно време на 21 век. Ако ја гледате историјата на човештвото фактички, цуцлите не се појавени пред 20.000 години, тие се последните стотина години присутни во тој дел на нега, да речам, кај доенчиња, кај новородени. А инаку три главни причини заради кои родителите доаѓаат во амбуланта на прегледи, тоа е или покачена температура, или кашлица, или бебето ми плаче навечер и дали да му дам цуцла. Тоа е тема која што е навистина е бескрајна како тема. Меѓутоа, факт е дека од сите обврски што ги имаат денеска родителите, од сите, нели, како се динамизира животов на планетава и работата и динамиката и обврските се, не води у ситуација да родителите некако можат да се одморат, па еден од начините како да се одморат со плачот на детето е да се даде цуцла. Знаете, ако ги гледате, ние често пати на родителите им кажуваме дека има работи кои што се воведени во последните пар децении или стотици години, кои се бенефитни, добри, значајни, да кажеме, но има работи кои што не можеме да даеме дефинитивен одговор дали е добро или не е добро. Една од тие точки е и цуцлата и таа, да кажеме, се вештачка исхрана која вие ја споменавте у најавата, дека е добра кога мајката нема млеко, нели? А и цуцлите се момент како да се одморат малку родителите, нели, да го залажеме детето. Зборам за лажливката. Цуцла лажливка. Така дека ги разгледаме оние аргументи за и против цуцла. Ќе започнеме со она што е како бенефит, велат. Бебето полесно се смирува. Точно е? Да. Да речеме кога го носат родителите на педијатар. Најчесто полесно се смирува, но ако се колики, извините што ви упаднав у зборот, али ако се работи за колики инфантилни, значи оние болки стомачни, може и да нема смирување со цуцлата. А може ли некогаш цуцлата да биде контрапродуктивна, бебето да се смири, да го смири плачот, но плачот пак да е од некоја здравствена состојба? Коликите нема да го цуцлата нема да го смири плачот од колика, но дали може би некоја друга состојба би смирила? Лажливката е цуцла која најчесто се користи за да, затоа и така се вика лажливка, дели да имитира градата на мајката, да на тој начин се обиде детето да се смири. Но тоа никогаш не е биолошки градата на мајката. Затоа ние велиме, ако вистина морате, користите. Или ако, да речеме, детето има тенденција да почне да го цуца палецот, например, тогаш е подобро лажливка отколку палецот, затоа што може да настанат деформации на горното непце. Но во основа
тоа е само едно, да кажам, привидно лажење. Оти пак ќе се вратам на она назад. Ако вие гледате историјата и да речеме некои записи што ги има по смисол некои откритија кои што се за неколку илјади години пред новата ера, ќе видите прво тогаш цуцли немало и децата биле во рацете на мајката најчесто. И постојано на дојка. Да. Од таму е дојден и оној феномен на така наречено слободно доење, кога сака, колку сака. Значи, од тие, да кажам, ај така размислување. Но, сепак, не можеме да се враќаме ние повеќе илјади години назад, нели? Така да, во модерното време, цуцлата е, лажливката е често присутна кај децата. Клучниот проблем со неа е после одвикнувањето. Ке стигнеме до одвикнувањето. Ајде уште неколку бенефити. Дали бебето подобро ќе заспие, полесно ќе заспие со цуцла и ќе има подолг и поквалитетен сон? Не, тоа нема правило. Не, апсолутно нема правило. Значи може, кај некои деца, значи не, знаете, не би сакал да генерализираме. Кај некои деца може да помогне, но не е апсолутно дека на сите ќе им помогне. Како детето најубаво ќе заспие? Најубаво, најсигурно, ако биологија е тоа, нели нормално. Ако мајката го земе во раце, добра, оно ја осеќа мајката по мирисот на нејзиното тело и тогаш се смирува сигурно. Тогаш се осеќа оно сигурно. Оно е, ова е само повторно ќе речам лажливка која треба да го залаже, баш е така. Го залажува. Значи имитира. Да, приметите дека и статистички гледано, скоро секое дете кога мајката ќе го земе во раце, тоа како ќе се приближи до нејзината кожата на мајката и потта што има, бидејќи мајките што дојат повеќе се потат, нели? Бебето си ја познава мајката по мирисот на кожата и тогаш дефинитивно и најдобро се смирува. И оно бара сигурност. Знаете, бебињата, они се автоматизирани во некои процеси, нели генетски предодредени процеси предходно, они во основа бараат љубов и храна. Љубовта е тоа, кога ќе го земе мајката во раце. Може и таткото да го земе, меѓутоа во основа побрзо ќе се смири со мајката, баш затоа што он ја препознава по мирисот. Таткото дури многу покасно, таму негде 9-10 месец, го препознава таткото. Професоре, можеме да прочитаме дека употребата на цуцлата лажливка всушност го намалува ризикот од предвремена, односно од ненадена доеначка смрт, од оној синдром СИЦ. СИЦ, Има вистина? СИЦ, да. СИЦ е една страшна состојба, реално. Тоа е кратенка од ненадејна смрт кај доенче, од здраво дете. Но тука има уште една работа што би сакал да напоменам сега, да знаат родителите, на која што исто така инсистираме. Повторно статистички гледано, деца, бебиња, кои што спијат на стомак спијат, бебиња, имаат поголема шанса за СИЦ, отколку деца кои што спијат на грбче, односно на страна, нели со главчето на страна, за да не поврати па да не аспирира од млекото. И ова, да, има помала шанса за СИЦ, да. Сега ќе се задржиме на негативностите кои што се поврзани со цуцлата, сето она што значи не. Велат ако се воведе прерано кај бебето кое што цица, може да се одбие од доењето. Има вистина? Во одбивање... Сме ли да се даде цуцла кај бебе кое што родителот планира да го храни на таков начин со доење? Не, знаете како, ние не би требало, кога збориме за доењето и лажливка, да речеме, кога мајката има доволно млеко, тоа е нормално најдобар извор за храна за едно бебе, меѓутоа, не треба да дозволиме градата на мајката да стане цуцла. Него бебето треба да се нахрани со млекото од која мајката го спремила во нејзините гради, а не да биде лажливка градата нејзина. Зошто? Затоа што во основа имате ситуација во која што може да дојде до оштетување на градата, да дојде до рагади, па воспаление, мастит и тогаш може да се изгуби млекото. Но од друга страна, лажливката вистина, ако ја користиме цело време, нон-стоп, може малку да ја
да го намали доењето. А посебно па после кој ќе се воведе цуцла со вештачко млеко. Има разлика во техниката на цицање и во техниката, да речеме, на пиење млеко од цуцла со шиша? Од шише многу полесно се пие. Значи, со најмалата дупче на цуцлите, најмалото кое е, тоа е сепак повторно полесно да цица отколку од градите на мајката. И затоа побрзо, кој ќе почне вештачкото млеко, многу лесно може, зборам цуцла, нели, многу лесно може да дојде до одбивање на бебето од града. Може ли бебето да развие зависност од цуцлата и постојано да бара да На ја некој користи? начин да. На некој начин да. Сега зависност, знаете, тоа е фактички да сака да цело време Ја има цуцла да да ја во уста. активира. Има една добра страна која не ја споменавме, тоа е вежбање на мускулатурата на лицето, нели, кога ја држи цуцлата, лажливката во уста, но во основа има и една друга негативна страна сега, не знам дали го имате како прашање, можноста, нели, да падне на земја, да се загади со некоја патогена бактерија, со тие сапрофити, да речеме, и не е ништо страшно, ама може да падне некоја патогена бактерија која што може да предизвика болест кај детето. Се јавуваат почесто проблеми со увото кај бебињата кои што користат цуцла лажливка, има вистина во тоа? Со увото директно... Инфекции на увото. Инфекции на уво, не на тој начин директно. Повеќе инфекциите се врзани со, нели, грлото, да кажам. Меѓутоа, од таму па после може да закачи кон увото, бидејќи увото цело време комуницира со грлото, нели, има туба една која што ги спаја. А може ли бебето да не може да заспие без цуцла? Тоа, ако е навикнато, нема да заспие. Ако е многу... Значи, нели ја Ако е дава цуцлата зависно. за полесно бебето да заспие, но сега Да. може ли да се случи контрауслуга, па потоа да не може да заспие Ако без е цуцла? зависно, тоа е особено присутно во оној период кога веќе е толку многу навикнато на лажливка и пробувате да го одвикнете од лажливка и тогаш може да не заспие, да е вознемирено и да плаче. И често можете да видите деца кои што се 2, 3 и повеќе години стари, а се уште се со лажливка во уста. Сега таа возраст више не е добра. Апсолутно не е добра за децата. Ако- Заради запчињата. Ако предолго се користи цуцлата, Да. значи ќе дојде до проблем со вилицата и со запчињата? Да, може да има проблеми со запчињата. Какви проблеми, професоре? Може да дојде до искривувања одредени, знаете, има еден интересен феномен. Бебињата се навикнуваат, и децата, малите деца, се навикнуваат на самата цуцла, на силиконот, на самиот тој силикон. И како ја користат лажливката, она омекнува, ги губи своите својства, станува помека, тоа особено се гледа повеќе кај оние гумените цуцли отколку кај силиконските. И после тоа не сака друга цуцла. И онда имате цуцла која е искината, распарчена и повторно ја бара таа Само истата таа. цуцла, само таа и само со таа сака да заспи. Е сега од трета страна лажливка е, повторно ќе речам, нели, треба многу да се внимава на нивото на квалитетот на изработка, заради пластиката, заради пластичните маси. Најчесто убавите, добро направените цуцли не ослободуваат микропластика, да кажем, најчесто. Значи треба да се внимава и на квалитетот и Апсолутно, моделот, предпоставувам, да, на да, цуцлата, на да. колку време сега да се менува цуцлата за да не На дојде 2-3 месеца најмногу. Ги губи, значи како детето ја користи лажливката, тие треба да се менуваат, ја губи својствата ги губи. Што е проблем бидејќи како што споменавте бебето се навикнува на одредена цуцла и ја сака токму таа и ниту една вака друга. со менување е подобро. Објективно, кај инфекциите, тоа сакав да споменам, објективно ризикот од инфекции, еве и ова што споменавте вие за средно уво, за воспаление на уво, објективно е битна хигиената. Без оглед што устната шуплина е еден од најпрљавите делови, устната шуплина и рацете е еден од најпрљави делови на телото на и дете и возрасен човек, сепак постојат одредени патогени бактерии кои што може да се пренесат и од страна на родителите кон детето или било
од земја или од нели под или било каде. Па како да се одржува хигиената на цуцлата, што Тој се препорачувате? користат оние стерилизаторчиња што може да се набават во овие продавници за бебиња и најчесто таму и тогаш е обично правило да купат неколку лажливки родителите, 3, 4, 5, да може ги менуваат, исти да може да бидат. ги менуваат, да. Понекогаш кога цуцлата ќе падне, родителите знаат да ја земат и тие да ја исчистат со својата уста. Да, тоа е едно старо некое, да речем една стара навика, да кажам на некој начин, што и не е баш сјајно, затоа што ако тие родители, тој родител има кариес, што ако има акутна некоја инфекција, уште не е, воспаление на грло, уште не се развило, некој стрептокок, например, кој што е присутен, може да го пренесе на детето. Бебињата многу често плачат поради глад, а родителите, за да го смират плачот, знаат да дадат цуцла. Па треба ли да внимава дали бебето е гладно или сито? Може ли цуцлата да ја замаскира, да го замаскира чувството на глад и бебето да заспие гладно? Тоа е многу кратко време во кое што тоа може да се замаскира. Оти кога е бебето гладно, тоа ќе бара да пие млеко. Видите, тука има еден феномен многу интересен. Бебињата имаат неверојатен осет кога се гладни да се бунат, односно да плачат и да бараат да цица, да пие млеко. А кога е сито да ви ја плюка цуцлата, ако е вештачко млеко или градата, ако е природна исхрана. Ние често велиме, често прашуваат родителите, бе, ако му дадам цело шише ќе испие. Ако е на вештачко, да речеме. Не е така. И она што е клучно важно, тоа е дека секој подој, секој пиење млеко во количина е различно. Значи, кога ќе го ставите бебето на града, например на доење, и тука има еден интересен биолошки феномен. Мајката спрема онолку млеко во градите, колку што детето навистина ќе испие. А се менува. Вкупната количина може да испие, например, 58 мл во 9 сабајле, во 12, например, ако е на 3 часа доењето, да испие 105, па после да испие 77. Никогаш не е еднаква иста количина. На крај на денот, кој ќе ги соберете сите подои или вештачко млеко ако е давано, нели, има некои правила за 24 сата, али по подои не. И бебињата, се враќам на вашето прашање, ако се гладни, они ќе почнат да цуцаат, нема млеко и ќе ја плюкнат и ќе почнат да плачат. И ја би сакал само овдека да напоменам да нема забуна една, само еден е знак со кој бебето и кажува на мајката дека е гладно. Само еден, ништо друго. Плач. Многу интензивно плачење. Бебињата кога Карактеристичен е тој плач? Тоа е плач, што би рекле народски, душата ќе ви извади. Тоа е многу жесток, многу јак плач, затоа што кај бебињата постои голем нагон за самоодржување, за преживување. И се смета дека со таков плач ќе ја разбуди мама, или, нели, ако е на доење, или ќе рече, мамо, јас сум гладен или гладна, ако е девојче. Се друго, на кое што често родителите размислуваат, става прст у уста, го зимате во раце па се врти као да цица. Тоа не се знаци за глад. Тоа се така наречени, ние порано ги викавме примитивни рефлекси, денеска се викаат инфантилни автоматизми. Тоа се само рефлексни реакции. Само плачот е знак дека бебето плаче, дека е гладно. Ние ќе ги вклучиме гледачите од овој момент во емисија. Тие ќе може да се јават на телефонскиот број што ќе е испишан на екранот и да постават прашање поврзано со оваа тема. Секако можат и да споделат сопствени искуства со користењето на цуцла, дали користеле, дали не, дали нивното дете прифатило или пак не прифатило цуцла. И сега доаѓаме до тој следен момент. Обично доените бебиња не прифаќаат цуцла, а понекогаш родителите се упорни дека бебето треба да ја прифати цуцлата, па знаат да стават цуцлата во мед. Не, тоа не би требало. Не? Во суштина не би требало. Па нема потреба. Од една страна, пред се, еве да кажеме, доените деца, ова вие што го кажавте, доените деца на вистина помалце зимаат лажливки, значи се и прифаќаат, да речем, помалце лажливки, само заради
осетот во устата и конзистенцијата од и меѓу градата на мајката и цуцлата има огромна разлика во самата конзистенција и они не ги сакаат. Деца кои што се на вештачка исхрана, кои што примаат преку шишенце млеко, многу полесно се навикнуваат на лажливки. Веднаш ке вклучиме гледач. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Мене ми е прашањето, јас сум една загрижена баба. Така. Кај нас проблемот е друг, не е за цуцла, ги става прстињата двете во уста. Уште од бебе. Па А колкаво е сега? Да се одвикне тоа? А колкаво е сега детето? Па скоро, веќе 2 години. Скоро 2 години се уште прстите му се во уста. Да, додека не ги стави двете прстиња во уста, не заспива. Аха, значи ги цица двете прстиња и на таков начин заспива. Така, ви благодарам за вклучувањето во програм и ова беше, професоре, дел од она што планираме да го обработиме. Значи некогаш децата наместо да цицаат цуцла, си го цицаат прстот или два прста. И што во таков случај? Да, има дечиња кои што имаат различни навики за заспивање. Некои дечиња, еве и на таа возраст од 2 години, како што кажа гледачката, може да ставаат прсти и уста. Некои дечиња зимаат кебе ставаат во уста, цуцаат кебето. Некои заспиваат со играчка, нели бараат специфична играчка. Некои со дојка заспиваат. Некои да, не апсолутно да. Некои заспиваат со цицање на града, да, апсолутно. Многу е битно да се види кај ова детенце, ако е палец во прашање, палец, тогаш треба да се направат обиди за одвикнување на ставање на прстите во уста, затоа што палец, цуцање на палец и навечер и преку ден е нешто што може да направи деформација на непцето, на горното непце. А доколку се други прсти во прашање, други два? Тие помалце, не. Палецот е клучен проблем, нели? Тоа е навика со која треба да се, значи тоа треба вежбање. Треба нели како заспива да му се извади рачето, па нели да се обиде самиот акт на заспивање, да не е само детето, нели, па да му се мрдне рачето, па да се збори со него, бидејќи е 2 години. Тоа е еден цел процес на, ајде да кажем така, вежбање. Доктора, некои родители знаат прстите да им ги намачкаат на децата со сенф, да им ставаат црвен пипер, љута пиперка, да, за да ги одбие. Па добро, тоа е добар пристап? Има такви навики, да речеме, порано, кога немаше разни типови на гелови, сега има некои гелови кои не се штетни и кои можете да ги намачкате на прстот и се горчливи, многу се непријатни и самите тие. Тоа е еден од, ај така да кажем, сега со тие гелови помодерен начин на одвикнување, она со љута пиперка е малку така трики што викаат. Да, апсолутно. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Ве слушаме. Поздрав до вас и до гостинот. Имам едно прашање за се работи за 8-месечно бебе, кој што е на доење. Цуцлата лажливка помага, но прашањето ми е за цуцлата, значи за пиење. Не можеме да воспоставиме навика за пиење вода или сокче од цуцла, затоа што не е навикнато, нели? Па што во овие случаи, бидејќи е се уште мало за користење на чашката, да речеме. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Исто ова е уште едно интересно прашање. Значи 8-месечно бебе кој што цица, значи не прифаќа шише со цуцла, а родителите сакаат веќе да воведат водичка, чајче преку шише со цуцла. Што да направат, како да успеат во нивната намера? Дали може во чашка на оваа возраст? Еве мајката смета дека бебето е мало за чашка. Има чашки специјални кои што се за таа возраст од 8, 9 и 10 месец. Мислам така добро се направени, со кои што може да се проба да пие, а да не се истура. Обични ги одбиват, еве од моје искуство. Да? Да. Меѓутоа, што сакав тука да кажам, видите, 8-месечно дете е веќе големо бебе, да кажем, бебе, кое треба да има и дополнителна храна во исхраната. Зборам кашички, нели, житарки и така натаму.
И треба да се, значи, со сите позитивни ефекти, апсолутно сите позитивни ефекти на доењето, веќе е 8-месечна возраст е значајна возраст во која треба да се внесат доста храни. А тоа е точка која што е многу интересна, многу е дискутабилна, многу често се поставува како прашање во педиатриските амбуланти, кога да почнам со дохрана, како да почнам и со каков тип на кашички. А 8-месечно дете, бога ми, баја ги треба веќе да јаде. А како да му се даде водичка, од кога ќе почне да јаде, треба да се напие водичка? Ако пие млеко од мајката, Добре. значи ако цица не сака да пие вода, не мора да пие, само ако не сака, затоа што млекото е доминантно вода, нели? Заради тоа. Значи не е страшно и доколку не е... може воопшто да не прифати, значи, шишанце со цуцла? Може да не прифати. Многу лесно може да се случи, како што е кај гледачката што се јави. Да се вратим уште малку на цуцлата лажливка. До која возраст советувате да се користи? Која би била горната граница? Горна граница се веќе возрастна категорија не повеќе од година дена. Не повеќе од година дена? Да, не, мислам најдобро е ако знаете како што е и пак ќе да се вратиме на природата. Кога ќе почнат запчиња да излагаат, веќе тоа е знак дека природата кажува: мамо, дај ми да јадам, а не да пием. Значи, зборам вака, фигуративно го кажувам ова. Значи, кога ќе почне исхраната со парченца, веќе цуцлата станува вишок, да кажам, нели? Но, ако веќе бебето е научено до таа возраст, 7, 8, 9 месеци, кај некои деца и порано излагаат запчиња, ако е научено на цуцла, потешко ќе се одвикне. Мислам, тоа е навика. Тоа е навика, едноставно е навика. Од друга страна, и тоа е прашање како што и доењето е процес кој што вие можете, например, да го мајките може да ги дојат своите деца и 5 години. Но дали со тоа постигаме ефект на исхрана? Исхраната треба да се внесе со кашички од 5 месец, да се внесат, нели, као што гледате, имате во готовите кашички, дури од 4 плюс збориме. Има кашички кои што може да се дадат. Значи, исхраната почнува меѓу 4 и 6 месец, зависно од тоа како расте детето, каков е развојот, каков е... Значи, повеќе фактори се тука кои што идат за да се донесе одлука. Кај нас најчесто оваа комбинација на лажливка и доење, да речеме, или вештачко млеко, зависно дали има мајката млеко или не, тера и до година дена. 8, 9 и 10 месец. Но можеме да видиме деца и на 2-3 години со цуцла во устата. Да, апсолутно, да. Сега како тие деца да се одвикнат? Тешко, али мора да се Мора да се одвикнат. Па да. Објективно, цуцлите, деца кои што се веќе над годинка, 2 години, 3 години, они имаат доста заби. Брзо ги кинат цуцлите. Што значи дека не се ни баш безбедни. Па, точно. Може да голтнат од парчето. Така. Да. И тоа може да е проблем понатаму, нели? Треба да се проба. Несомнено, не е лесно. Не викам не мислам, не е само да го кажеме, така, али треба да се проба, да се одвикне, да се извади едноставно цуцлата, ја нема. И толку. Да. Да не се врати. И потоа следува исто период. Да, обично се враќа, бидејќи попуштаат родителите, не може да издржат силен плач, враќаат назад, но треба да бидат очигледно мотивирани, упорни, доследни во одлуката, кога сме кај безбедноста на цуцлите лажливки, понекогаш родителите им ги закачуваат на бебињата на синџирчиња околу вратот. Смее тоа да се прави или не? Тоа не е баш идеално и без оглед што се тие сите синџирчиња добро направени, нели, па може лесно да се откопча. Меѓутоа сепак се синџирчиња околу врат, така да не е баш упатно. Тоа е само за да не падне на земја. Боле купите 5 лажливки, него, нели, менувајте ги, боле ќе биде и за детето, ако веќе е навикнато. Кога зборуваме за бебињата што цицаат и каде што е потребна дохрана, дали е подобро, зборуваме за многу мали бебиња, за
првите 2-3 месеца. Дали е подобро родителите да дадат дохрана со шише, со цуцла, или пак со чашка, со шприц? Па не, да, не со чашка. Ако веќе треба да... Некој со лажичка даваат, лажичка по лажичка, тоа е макотрпно. Не само што е макотрпно, него време траењето е долго. Да, долго е. Видите, кога бебето цица, или пие вештачко млеко, или. Млекото во желудникот се вари 2,5 сата. После 2,5 часа почнува да излага од желудникот и некаде, без оглед, испило да речеме 60 мл, сега фигуративно збориме, нели? 60 мл се вара 2,5 часа и после тоа излага во тенкото црево за 10-15 минути. Тоа е значи 2 часа и 45 минути. Тука следува еден гап од 15 на минути, каде што има комуникација меѓу цревото и мозокот, и на крај желудникот му вика на мозокот, јас сум гладен. И детево почне да плаче, бебево, интензивно да плаче и да бара да пие млеко. Ако тргнеме со лажичка, тој акт на доење кој треба да трае 10, 15, 20 минути максимум, ќе стане саат и нешто. И нонстоп имаме некоја количина на млеко во желудникот, постара, некоја понова, некоја делумно сварена, и тоа може да прави одредени проблеми на желудникот, гасови, грчеви и така натаму. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам, имам внуче 5 месеци. Така. И едва издржува до 3 часа да му се даде повторно храна. Дали за тај временски период може да му се даде нешто друго, водичка, чајче? А на каков начин се храни? Дали на мајчино млеко или пак со адаптирано? И адаптирано и му дава повремено да цица. Аха, значи комбинација, добро. Да. И сето тоа е на 3 часа. Професор, ако имате некој подпрашање, слободно. Не може ни да издржи 3 часа за бебето е 5 месеци, сега 6. Така, значи има потреба за... А колку млеко пие? 150, некогаш 120 милилитри. Значи, она што е, за да обстои, значи обично млекото, нели, најверојатно дека бебето фактички нема доволна количина на млеко во желудникот, останува делумно гладно. И побарува, гладта е осеќа порано, пошто е помало количеството. Не на 3 часа. Ако е ова што го рековме сега пред малку, ако го гледаме, ако се наполни желудничето, например, карикирам, во 9 часот са бајле, значи во 12 сигурно ќе почне да плаче бебето, ако е 3 месеци, 4-5 месеци, да бара да пие млеко. Ако испило помала количина млеко, во тој случај може да побара и порано. И да му се понуди порано, да му се даде порано? Може да му се даде порано, но треба да сме свесни дека во таква ситуација имаме повеќе внесување на гасови, значи на воздух, при цицање или пиење со шишенце, и појава на грчеви кои што може да бидат повеќе изразени заради таквиот начин на исхрана. Да. Така. Ние продолжуваме понатаму. Овој пат ќе проговориме за бебињата кои што пијат млеко од шиша. Обично ја запоставуваме таа тема барем во магазинот за родителство 0+ месеци, многу повеќе се насочуваме кон доењето, бидејќи тоа е нешто што треба да се промовира како здрава алтернатива за исхрана на детето, но не е воопшто мал бројот на деца што се хранат со шише со цуцла. Па во која положба треба да биде поставено бебето додека го пие млекото, односно додека пие адаптирано млеко, а понекогаш и измолзено, односно издоено од мајката. Многу жени користат пумпи за издојување и потоа го хранат своето бебе со мајчино млеко, но користејќи шише со цуцла. Да. Многу често има таа ситуација од X проблеми кои што може би имала мајката со градите и не успела да го воспостави доењето. Или нели едноставно бебето не фатило, па го измолзува млекото и го дава со шишенце. Во основа, одма да кажеме една друга работа, мислам, да дефинираме дека нема тоа што секогаш и вие сте го збореле и во вашава емисија, дека нема боле од мајчино млеко. Значи, било која формула да ја земете, е сепак замена за мајчино млеко, ама не е фул замена за мајчино млеко. Значи, не може да биде иста. Без оглед технолошки колку се напреднати фабриките што ги прават, ама тие па се секогаш подобри
од кравио млеко или козјо млеко, Така. такви какви што се интегрални. У принцип, ако мајката го измолзува млекото, може да му даде преку цуцла. Добро. Значи, ние имаме многу ситуации, дури, да речеме, еве и дечиња кои што се пред време родени, кои лежат во болница по 2 месеца, некојаш и 3 месеца, нели, додека достигнат одреден развој, тежина. Во меѓувреме мајката се измолзува, го чува млекото, нели, и тоа може да се во стерилни кесички става во фриз. После тоа може да се користи во исхраната. Најдобро е ако може со мајчино млеко. Но ако мајката нема доволно млеко, а бебето бара, односно е гладно, значи количински нема доволно, тогаш мора да додадеме адаптирана формула. Таа адаптирана формула треба да се додаде цица детето, например, и одма после цицење да се додаде формула. Не да се дава после саат време или 2 сата. Во која положба да биде бебето? Сме ли да лежи во креветот Како додека му што се е дава? Треба ли да положбата- биде будно или пак може додека Најдобро е спие да му се даде? Најдобро да е будно. Сега вака малку и ушега кажано, ние, возрастни луѓе, не спиеме и јадеме. Кога сме будни јадеме, нели? Ние децата треба, бебињата, уште од мали да им ствараме одредени навики. Значи, сонот не треба да се врзува со хранење. Значи, сепак е добро да е будно. Позицијата е истата позиција како кога дои. Значи, во рацете, нели, со шишенцето, со тоа што да се пази во шишето према цуцлата да не влага многу воздух, оти ќе го голта воздухот, па ќе има проблеми со стомачето. Таа е позицијата и за зборам за дечиња, бебиња кои што се 2 месеци, 3 месеци, или таа возрастна 5 месеци, таа возрастна категорија. Но кога веќе ќе почнат кашички, тие можат дури да ги стават бебињата во оние хранилки, Добро. кои што се на подагол негде 45 степени и да се даде кашички да ги јадат. Така, сега, важно ли каков е протокот на цуцлата? Дали е бавен, дали е брз? Какво е шишето? Дали е стаклено, дали е пластично? Ние повеќе преферираме стаклени шишиња, реално. Без оглед што денеска имате, навистина има квалитетна пластика, да кажам пластични шишиња кои што се квалитетно направени, кои што не ослободуваат, барем така е декларирано, не ослободуваат пластика и таа микропластика. Најчесто, генерална препорака е стаклено шише или од овие што се поквалитетни пластични шишенца, но има различни димензии на цуцли. Димензија на самата цуцла и димензија на дупчето низ кое истекува млекото. И има цуцли кои што се користат во првите 3 месеци, 4 месеци, цуцли кои што се користат бидејќи веќе е поголем код детето, веќе негде од 4-5 месец до 8-9 и исто така цуцла која што е за над 8-9 месеци. Ке вклучиме гледач да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав за вас и до гостинот. Ви благодарам. Вака, јас сум мајка на 1,5-месечно бебе. На почетокот јас слободно убаво си ја фаќаше дојката и цицаше. Меѓутоа, после тоа престана да ја фаќа и почнав да користам силиконски брадавици. Со што сега повторно се обидувам на Да го вратите. моменти да го вратиме. Да, Така. меѓутоа полесно веројатно му е со силиконската брадавица. Сега ми е прашањето дали е штетно тоа подолгорочно ако се користи, како би можеле полесно да се вратиме на класично доање. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Докторе, многу често ова се случува со силиконските брадавици. Не е штетно да се користат, реално. Ако треба, се користат силиконските брадавици, ако да речеме таква анатомијата на градата, да треба да се користат тие силиконски брадавици, добро е да се задржи мајчиното млеко. Ние се бориме за тоа и се тие силиконски, за да се обидеме да се задржи мајчиното млеко како главен извор во исхрана на доенчињата. Па дури ако не може и така, да се измолзе мајката, па ако треба ова што зборевме со шишенце да се даде. Но факт е дека кога еднаш ќе влезе во игра силиконска брадавка или шишенце, сепак со шишето најлесно
После не сака да влече Не од сака, кај да. мајката. Потешко е. Потешко е, да, апсолутно. потешко е. Сега има некои начини, претпоставам, кај советник за доење да се обрати? Да. Советник за доење, консултант за доење, за да најде решение во овој гледачката во овој случај. А професоре, се случува мајките кои што сака да го одбијат бебето од ноќен подој, да почнат да му дават шишенце со вода, да се обидат да му дават шишенце со вода или пак сок, бидејќи споменавме во текот на емисијата, обично не го прифаќаат. Не ја прифаќаат цуцлата, но понекогаш прифаќаат. Сега, дали е тоа решение во текот на ноќта да пијат шишенце, да речеме, со сок? Ова е многу често прашање и е многу интересно за одговарање, морам да ви кажам. Прво да дефинираме дека сок не е добро да се пие, ако може. Зборам за таа возрастна категорија доенчиња. Зошто? Затоа што кога вие му давате на бебето да овошјето го јаде, оно внесува растителни влакна, внесува многу повеќе компоненти отколку што е само сокот. Или, ајде вака да го, морам вака да ви го одговорам, затоа што мислам дека е многу важно. Кога правите сок дома, да речеме цедена помаранџа или, не знам, цитрусни овошја, напред иде сокот, позади иде пулпата. Знаете, во пулпата е златото. Во пулпата се биофлавоноидите, фитостеролите, тоа што уствари му го дава највредното. И сега, затоа би апелирал, затоа да речеме имате некои фабрики, ај така да кажам, за готови детски храни, органска храна за бебиња, кои уопште не произведуваат сок. Прават овошно пире. Тоа е фактички као да сте го ставиле на блендер некој, на некој нутрибулет или како сакате кажете го. Тоа е подобро отколку да се даде само сок. Но дали вистина детето сака да пие вода или да пие сок, ова сега што го поставивте како прашање е голема дилема. Или детето сонува, па се мрда, па родителите мислат дека ќе се разбуди или сака да се буди. За да не се разбуди, ќе му го дадат шишето. Да, тоа е големо прашање. Може да се развие циркуларен кариес поради премногу сок во ноќните часови? Апсолутно. Кариес на сите запчиња млечни. Апсолутно. Мислам, не е само од сокот, тоа е и од млекото. Благите, да речеме чоколади, да речеме. Например, благи такви над година дена кои ќе почнат. Над година дена кога почува до храната и кога веќе се воведуваат шекерите. Па, да. Имавме, професоре, уште некои прашања, но ќе ги одговорите во некое друго издание на магазинот за родителство 0+ месец. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во денешното издание на овој магазин. За сите појаснувања кои што ги дадовте на оваа интересна тема. Почитувани, тука ја завршуваме денешната емисија. Ви посакувам пријатен ден.